Каде заглави дозволата за поставување на нови топловодни цевки на мостот Беласица? Грејната сезона е на прагот, а ЕСМ и град Скопје ја продолжуваат пинг-понг играта. Од државните електрани и денеска одговорија дека новите цевки се однесени на локацијата и се подготвени да ги монтираат, ама ја немаат потребната дозвола од град Скопје. Оттаму тврдат дека грејната сезона ќе стартува навреме и градот непречено ќе биде снабден со парно грејење. А да ЕСМ е подготвен по добиена дозвола од градот Скопје да ги постави новите топловодни цевки на мостот Беласица и ќе вложи максимални напори нивната монтажа да се заврши во најкраток можен рок. Опожарувањето на мостот не е причина за одложување на стартот на следната грејна сезона, која почнува во октомври 2023. И сите потрошувачи ќе имаат сигурна и непрекината испорака на топлинска енергија. Првиот регулатор предупреди дека ако не се врати цевководот на мостот Беласица ќе има сериозен проблем со произведената количина од тето, која е 3 пати пониска отколку цените на топланите исток и запад. Односно, ако регулатор на сега ја направи пресметката за новата цена без тето, скопјани ќе добијат ценовно цунами на сметките за парно и затоа ќе остане старата цена на парното додека не завршат градежните работи. Доколку не се постави овој мост, овој цевковод, тогаш би ни се случило ценовно цунами. Од тие причини, додека не добиеме цврсто уверување дека ќе се постави цевководот, нема да донесеме одлука. Доста беше заради препирки, нечиви, тоа доди на грбот на граѓаните. Но ваквите сериозни предупредувања изгледа не ја загрижуваат премногу градоначалничката. Ни денеска нема одговор од нејзиниот кабинет што се случува со замената на цевките, кога ќе ја издадат дозволата и зошто до сега не е издадена. Мостот Беласица беше затворен за сообраќај речиси 4 месеци, пошто ги отворија двете крајни ленти, а средишниот дел остана затворен бидејќи, како што посочи од град Скопје, ЕСМ требало да ги замени цевките. Инаку на системот за парно грејење во Скопје се приклучени 63.000 домакинства, од нив најмногу 58.000 се на системот на ЕСМ или поранешен БЕК, 1900 на железарско парно и 400 домакинства на топлификација Север.